Колешкече Стојнова. Марко Зврлевски е првиот трн кој го боцна окото на Зоран Заев. Че има уште трнови. Сите ќе му ги извадат пратениците од ова парламентарно мнозинство. Имаат ептен добра соработка. Заев наредува, тие тука спроведуваат. А велеа, че критикуваат секоја неправилност направена од страна на министрите во владата. И за нив не е за критика отсутниот ресорен министер за земјоделие, додека државава ни гори, отсутната ресорна министерка за труд и социјална политика, додека тече јавна расправа по однос на стратегијата за мигранти, отсутниот ресорен министер за здравство, додека имавме 2 смртни случаи и 10 хоспитализирани од заразна болест во државава, и така натаму, и така натаму. Колешкече Стојнова, оваа влада се грижи за сите, освен за своите граѓани. Заев, она што им го вети на своите гласачи, не го исполни, но затоа, она што и го вети на меѓународната заедница, со рапидна брзина го исполнува. Ја свитка кичмата пред сите наши соседи, ги продаде нашата историја и идентитетот. Заев ја распродава Македонија како што си го продаде своето Порше. Но Македонија не е личен имот на Заев. Македонија е држава на сите нас и никој, па ни аболицираниот Заев, нема право да ги распродава македонските национални интереси. Зоран Заев изгледа се обидува да докаже дека е се, само не македонец и лојален државјанин на оваа земја. Бидејќи, лојален државјанин се грижи за својата држава и за своите сограѓани, а не за мигрантите. Се обидува Колешкече Стојнова и ксенофоби да не наречат. А знаат ли тие за терминот родолюби? Македонија има уште 200.000 невработени. Оваа влада ќе дава вработувања за мигрантите. Се, само ништо од живот и реформи за македонските граѓани. Македонија гори и се распродава, а Заев и владата се одмараат. Од што ли само се изморија? Од лажења, од ветувања, од распродавања. И како што реков, Марко Зврлевски е само една политичка чистка. Ќе следат уште вакви политички чистки, а ветуваа деполитизација и департизација на институциите. Ви благодарам.